Поздрав на сите мои гледачи на Уналум Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за вашата достојност која што ја правите на мојата Уналум Тарот страница, Уналум Тарот канал и од пред 2 дена Уналум профил FB. Јас ви се заблагодарувам за секоја ваша енергија упатена кон мојата страница, мојот YouTube канал и мојот FB профил, кој што се надевам дека ми давате потпора и ме воздигнувате во едно енергетско битие кое што се надевам дека и се трудам да ви доловам енергии од тарот картите кои што ќе бидат во ваша енергетска вредност. Денешната порака од овие канализирани колективни енергии ќе бидат во ваша енергетска вредност. Улогите секогаш знаете дека може да бидат заменети и секогаш да превземете ваша енергија во резонирање на случка настан или пак енергетска вредност која што се надевам денешната порака од овие канализирани пораки од тарот картите ќе бидат во ваша енергетска вредност. Доколку не резонира со вас, јас се надевам дека ќе оставите за друга енергетска вредност или пак за друго видео кое што ќе биде наменето за вас. Доколку резонира, прифатете се она што доаѓа од оваа порака која што е генерална. Нема да буди енергии кои што не се долични за вас, туку да прифатите резонирање или пак ова е насока која што денешните пораки од тарот картите преку оваа канализирана порака во колективна енергија ќе дојде до вас. Ова се моменти, настани, случувања или пак ваша енергетска вредност која што е веќе случена, се случува или пак ќе биде во енергија да се случи во наредниот период. Ајде да видиме што сакаат овие тарот карти да ни говорат денеска, да ни кажат, да ни доловат вест, енергија која што ќе биде утемелена во вас сите. Да видиме за што денеска ќе говориме. Јас не ја знам денешната порака и не го знам ова енергетско битие кое што ќе биде денеска во ваша енергија. Се надевам дека оваа порака ќе ви привлече внимание на сите вас и ќе биде во ваша енергија. Се надевам дека ќе бидете удостоени со ваша енергетска вредност која што во мирна енергија ќе ја доживеете како една структурална енергија која што се надевам дека ќе ви реши проблем или пак ќе ви даде потенцијал за да решите проблем или пак ќе биде во ваша енергија да сознаете и спознаете за што ве очекува во наредниот период. Денешната порака од овие тарот карти е во ваша енергија. Вашето исполнување во вашата виталност ќе биде во енергија на донесување битни, мудри ваши одлуки по повод некоја енергија која што ќе биде во преокупација во наредниот период за вас, да донесете мирни и важни одлуки и да биде по пат на мудрост, енергија мудрост. Овој буф енергија да некој прави план во енергија мудрост, да создава план, да создава креација или пак енергија каде што ќе се одвијат некои настани, но енергија сонце ни дава можност да биде во ваша енергетска вредност, да сватите и разберете или пак да бидете во ваша асертивност каде што и оваа енергија која што ќе се одвие во наредниот енергетски период ќе биде во енергија на ваше добивање виталност, енергија на исполнување секоја ваша имагинарна енергетска вредност или пак да секоја ваша визуализација биде утемелена во вас, да мудра порака која што на некој треба да му пристигне од персона која што е премногу
интуитивна, која што е мудра, ова е стара персона која што е во енергија на мудрост, на искуство, енергија на позитивност, каде што и дава ограничувања во сферата на размислување, во енергија на отвореност, вие ќе донесете битна и важна одлука да се сретнете со оваа персона спроти вас или пак ова сте тоа вие, превземете енергии како што вам ви одговараат во ваша енергија, да знаете и да разбирате дека во наредниот период ќе треба да добиете мудра одлука или пак да донесете мудра одлука за случка настан кој што е во ваша енергија и тоа ќе биде во ваше исполнување. Ајде да видиме за која персона станува збор, која е оваа мудра персона која што носи мудри планови, може би ова е персона која што ви значи, персоната може да и постара од вас, која што ќе биде во разговор со вас, ќе ви даде инспиративна, енергетска, мудра просветленост, ќе ви даде мудар совет, каде што и вашето темелување во енергија сонце ќе биде во енергија на исполнување на некоја позитивна енергетска вредност која што ќе биде во ваша доминација. Ајде да видиме која е оваа мудра персона која што ќе ви даде мудар совет спроти вас. 8 купови, енергија емперор, асот на пентаклите, 6 купови и енергија ѓавол. Оваа персона е премногу итра, е во материјална смисла премногу итра. Оваа персона е во енергетска вредност да е мудра, но и да е итра во исто време. Оваа персона е од големо значење, може за некој од вас ке значи дека е престижна персона која што е на висока функција, каде што и донесува битни и важни одлуки по повод дали значи за материјалност или пак во енергија да превземете една мудра порака, но и во исто време да одиграте една добра енергетска вредност, каде што и оваа персона била разочарана во претходниот период, каде што и не ја послушала својата интуитивност, да секогаш мудрите персони не добиваат енергии каде што и ќе бидат во нивна автентичност, но оваа персона е премногу итра за да донесе битна и важна одлука. Оваа персона ќе ве упати во една итрина, во материјален смер, каде што и ќе донесете битна и важна одлука по повод добивање понуда за нешто што е стабилно, дали било на материјално, дали било на љубовно или во ваш енергетски дел, во стабилен животен енергетски циклус да влезете. Со оваа персона ќе се консултирате, ова е царичина енергија или пак царева енергија, каде што оваа персона е премногу мудра, премногу стабилна, е во негова енергетска вредност и е во енергија да донесува битни, важни, мудри одлуки, но истовремено е во енергија да биде во енергија на девил, каде што и е во негова енергетска вредност да оваа персона маневрира преку моменти на материјализам, каде што и е во енергија да балансира преку негова итрина со мудри одлуки, да бидете во енергија да послушате негова разумна енергичност, каде што и ќе ви даде можност да се уверите во некој настан кој што настанал во претходниот период, но вие не сте биле во можност да го реализирате. Сега, оваа персона ќе ве упати на еден добар пат, каде што и ќе ви даде можност да донесете битна и важна одлука за ваше реобединување со персона која што стои спроти вас
или пак со настан кој што стои спротив вас, кој што го третирате како енергија на подигрувач или пак енергија да си подигруваат моменти каде што и ќе треба да собирате плодови од ваша реализација во оваа мудра одлука за настан кој што предстои пред вас. Енергија да добиете мудар совет од персона кој што е на висока важна позиција. Оваа персона во претходниот период била во енергија на емотивна недостапност, но била во рационален дел. Оваа персона е енергија каде што може би за некој од вас ќе значи дека по мудар совет на оваа персона вие ќе се одлучите во една нова енергетска вредност каде што ќе остабилизирате ваш план, ваша енергија, каде што ќе остабилизирате ваша идеја која што води во подобро утре, во подобра енергетска вредност, каде што и оваа персона ќе ви даде можност да се реобедините во вас сами, да се реобедините со вашата енергетска вредност, да сватите и разберете дека имате голем потенцијал да изиграте персони спротив вас кои што ќе бидат во ваша енергија и да блеснете како ова сонце кој што ќе биде во ваша виталност, да ваша животна желба се исполни со донесување на битна и мудра ваша одлука која што предстои во зададен период, во наредниот период кој што ќе ви донесе можност да случка настан или пак се одлучите во ваша животна енергија да превземете акција на стабилност која што ќе ви донесе изобилство, ќе ве остабилизира во љубовна, работна или ваша животна телотворна енергија. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона или универзумот. Четири пентакли, звезда, хермит, висока свештеница и енергија кралот на пентаклите. Комплетна трансформација. Универзумот ви вели, слушајте вашата интуиција, влезете во вашата духовна енергетска вредност, каде што и мудроста од вашите духовни предци или пак енергија да духовно пораснете во ваша енергетска вредност е да осознаете и дознаете дека ќе бидете во енергија на стабилна персона која што е во енергија да си оствари своја желба или пак своја визуализација по носење на мудра и битна важна одлука, но не го прескокајте универзумот затоа што духовното водство кое што ве води во ваша енергија, во ваша мудрост, во ваша виталност е да превземете енергетска вредност дека ваша желба токму што не е исполнета во донесување на стабилна енергетска вредност. Но, пред да го направите овој дел, оваа трансформативна енергија или пак оваа промена која што ви следи на ваша мудра одлука која што треба да донесете во ваша работна енергија или пак во ваша животна енергија по повод мудра енергетска вредност која што стои спротив вас, е да излезете од 4 пентакли, од енергија на скржавост, да излезете од својот застарен плакар и да покажете на светот колку сте битни, колку сте јаки и колку сте мудри. Но пред се слушајте вашата интуитивност, поврзете се со универзумот, затоа што универзумот ви дава можност да бидете во ваша енергетска вредност со своја автентичност, духовно да нарастете и да порастете,
затоа што не е лесно да дојдете во енергија на кралот на пентаклите, кој што и ќе биде во ваша енергетска вредност, да бидете снажна, да бидете верна, вредна, или пак енергија да остабилизирате ваша енергетска вредност, животна енергетска вредност, каде што и ќе добиете можност да бидете во ваша визуализантна енергетска вредност, каде што и надежта во вас сами ќе ви буди можност да се излезете од ситуација која што треба да донесете само битна и важна одлука, но да го слушате универзумот, која што ќе биде во енергија на сонце, на ваша виталност и на ваше излегување од ваша зачаурена енергетска вредност. Ајде да видиме и совет од овие ангели. Патувајте во вашата духовност, ќе имате потпора од ангелот на патувањето, кој што ви вели не се плашете да влезете во некоја нова енергија или пак во нова димензионална фреквенција, каде што и ќе бидете во ваш мир, енергија, внатрешен мир, енергија да донесете мудра одлука, да спознаете и дознаете за ваша мудра одлука која што ќе биде донесена од универзумот. Очекувајте добри вести. На пат ви се добри вести кои што ќе ве остабилизираат, ќе бидат во ваша енергетска вредност, ќе бидете во стабилна, материјална, љубовна или пак живототворна енергија која што ќе биде во наредниот период како енергија која што ќе треба да донесете мудра одлука за ваша виталност или пак излезност од зачаурена енергија, застарена енергетска вредност која што ќе треба да ја утемелите или пак да ја трансформирате во нешто ново кое што ќе ви донесе можност за стабилност во наредниот период. Јас се надевам дека оваа порака ќе бидете во ваша енергетска вредност, ќе ја проследите и ќе превземете ваши енергии кои што се надевам дека ќе ги утемелите во вас и ќе превземете акција во ваша енергија. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!